Граѓаните бараат повисоки плати заради континуираниот раст на трошоци за живот. Велат цените во маркетите се оган скапи, а платите речиси капка во море. Бараат справедливост, бидејќи ваквата ситуација е загрижувачка. Едногласни дека кога буџетот им се стеснува ги фаќа паника, која пружи стрес и дополнителна нервоза. Момчиња, ќе кажеме на моабет години се, треба да се качат. Значи, состојбата ја праќаме и гледам, ние едно време кога работеме, Југославија беше, имаше закон. Додека законот не го спроведат да важе, ако е преседател, нека се ја земе таа плата, колку му ја следува. Корупцијата не скина, пропаднаме и во Европа сакаме да улезем. Никој пат ќе ја сонуваме само. Еве, не може искараме место, давачките не може да даеме само. Државните. Струи, води, а за цел месец што ќе јадем? Продуктите се високи. Спрема продуктите, малку стандардска плата, да може да рачуна за тај месец, тај граѓанин, да го помине. Болест се појавува. Од мисла, психата го утепува. Да е јасно на овај народ горе. Секој би сакал да има од пензијата или од платата да го помине месецот, а не да чека дали Господ ќе пуште, што не е својствено за оваа цивилизација. Само за едење испод 30.000 не би потрошиле помалку. И сметките ако дојдат 40 до 50.000 денари треба да имат примање во буџетот на таа фамилија млада. Цените треба да одат со платите. Значи, према тоа, шом качат цените, треба и платите да се качат. Без тоа не бива, едно без друго не бива. 2-300 евро, 2-300 евро нема да стасат. Па да, и тоа не е луксус, онака за да обстанеш. Платите треба да бидат најмалку 40.000 денари, велат граѓаните, бидејќи поинаку сиромаштијата е на прагот. 40.000, да. Минимално за да може барем да се обскрбе со основните нешта. Луѓето, пензионерите сите земат лекови кои чинаат многу пари и половината и повеќе од пензијата му отиде за лекови, а камо ли за нешто друго. Па би требало најмалку 1000 евра. Тоа е најниското, да не речам до 1500. Ама од 1000 евра доле не. И тоа ако е поголемо семејство не може да обстане. За двајца збораме ја само. 1000 евра. Па има, зависи. Ако има повише фамилија, ако има 4-5 души, не стасуваат тие. Висината на минималната плата во бруто износ секоја година се усогласува со 50% од порастот на просечната исплатена нето плата за претходната година и 50% од порастот на индексот на трошоци за живот според податоците на Државниот завод за статистика. Согласно овие параметри, проценката е дека во март 2025 година минималната плата би изнесувала околу 24.400 денари.